Далечната 2000 година во нашата земја и во Скопје беше отворен и најсовремено опремен со донации од јапонската влада центар за третман на изгореници. За жал, овој центар веќе не функционира во нашата земја од 2016 година. Но во времето на своето постоење и функционирање успешно третирал бројни пациенти, не само од тука, туку и од регионот. За жал, после незгодата која што се случи или трагедијата во Кочани, веќе се отвораат вакви теми, па ете каде некаде подзастанавме во здравствениот систем, што се можеше овој центар за изгореници да придонесе во вакви состојби, но генерално ќе зборуваме денеска и ќе се задржиме во разговорот и на една нели здравствена тема, а тоа се всушност изгорениците, кои што можат да бидат нели пред се надворешни, но можат да бидат и внатрешни. Како правилно треба да се третираат? Дел од прашањата кои што денеска ќе ги одговориме и заеднички ќе советуваме со нашата гостинка, примариус доктор Добрила Андоновска, која што е впрочем и една од основоположниците на овој центар за изгореници, која што своевремено го имаше нашата земја, а за што стручности се едуцирале во Љубљана, Загреб, Софија и на Оксфорд. Добро утро и благодариме што ја прифативте нашата покана да зборуваме за вака актуелна тема. Добро утро, благодарам за поканата и поздрав до гледачите. Се надевам дека ќе дадам некој придонес на оваа тема. Се разбира дека ќе биде така, со оглед на тоа што ќе можеме во ова време или во овој период од прва рака да ги дознаеме барем искуствата и она кое што стои во историјата од кога или колку години колку што постоел центарот за изгореници во нашата земја, иако повторно ќе речеме за жал, по една ваква трагедија се реактуализираше ова прашање. Дури многумени не ни знаеа дека престанал да постои во или да е во употреба центарот за изгореници и се поставува безброј прашања логично што доколку постоеше, како ќе се помогнеше. Ја слушнавме изјавата на директорот на Фондот за здравствено осигурување дека дури и да постоел немаше да ги покрие пациентите на кои што им требаше помош, но веројатно ќе придонесеше. Затоа и темата ни е за предизвиците, па и можеби последиците на здравствениот систем од непостоење на еден центар за изгореници, кој што, како што слушнавме и во изминатиот период повторно од вас во изјава за Телма, и тоа го има на нашиот сајт, располагал со навистина добра опрема, која што, како што изјавувате, е и опрема во која што ја имаме и во соседна Бугарија. Па, еве да започнеме темата. Мене ми е исто така многу жал што токму еден ваков трагичен настан од невидени размери кој што не памти Македонија, каде отидоа 59 деца и млади луѓе и дополнително уште шоферот да не го заборавиме. Тоа е една трагедија која што понатаму ќе влече трајни последици. Дали последици по здравјето на сите кои што се наоѓаат сега во моментот се уште на лекување и последици по нивните семејства, последици по нивните места каде што живеат и севкупно на државата. Центар за изгореници Македонија мора да има. Значи, од тука треба да тргнеме. За жал се користи овој момент за да се покрене ова прашање, меѓутоа истото прашање јас лично и сите мои колеги и истомисленици го покренувавме години наназад, затоа што да не заборавиме дека пред 3 години имавме огромни пожари кои што зафатија Македонија. Да не заборавиме дека сме имали и други такви несреќи, меѓу кои авионски несреќи. Пример Палер, кога преживеа 15 пациенти, од кои повеќето беа со изгореници, другите починаа. Да не заборавиме на другите авионесреќи, на несреќата со хеликоптерот кај што погина наши 11 мировници. Модуларната болница, да не ја заборавиме, тоа е најактуелно во овој временски период. Да не заборавиме на несреќите кои што се случуваат во индустрија, да не заборавиме на несреќите кои што се случуваат секојдневно во нашите домови кај што живееме и да не заборавиме дека ние немаме центар за изгореници. Овие денови постојано се навраќа од актуелните власти дека ние и да го имавме центар за изгореници немаше да се помогне. Никој не зборува дека во овие моменти тие не потекна добри одлуки со тоа што ги транспортира нашите повредени и им овозможија лекување во соодветни центри. Меѓутоа зборуваме за тоа дека
во било која друга ситуација на масовен пожар, експлозија, било која хаварија, дека токму тој центар за изгореници е клучен за спасување на човечки животи. Центарот за изгореници, кој што напоминавте, го отворивме во 2000 година, благодарејќи на јапонската донација, која што беше тогаш на ниво на цела градска болница. И морам да кажам, со мој личен напор и напор на моите колешки, тогаш бевме 6 на број. Многу интересно е дека скоро секаде во светот жените се тие што ги работат изгорениците, не знам од кои причини, можеби се поупорни, можеби се похрабри, можеби се поиздржливи, затоа што тоа е една од најтешките гранки области со кои што се занимава пластичната хирургија. Во тој период активен беше доктор Спиро Јовевски. Јас бев началник кога се формираше Центарот за изгореници. Понатаму доктор Грета Марцекич, доктор Мари Стевковска, доктор Емилија Танасова, доктор Елизабета Обочки, доктор Билјана Шапова и доктор Јасна Огриновска. 4 од овие колешки се уште се активни и даваат огромен придонес за лекувањето на пациентите кои што се наоѓаат во Стара градска болница, односно во клиника за хируршки болести Свети Наум Охридски. Огромен напор даваат сите колеги од клиниката за пластична реконструктивна хирургија, да не ги заборавиме колегите од 8 септември и сите други клиники. Меѓутоа, тоа не значи дека ние во овој момент треба да разговараме на тема дали ние ќе помогневме ако го имаме Центарот за изгореници и дали ни се исплати да го отвориме Центарот за изгореници или да ги испраќаме на лекување во странство. Мислам, таа теза не држи. Од таа причина јас настапувам на медиумите и се трудам да извршам еден притисок на здравствените власти да сериозно размислат на тема и убедена сум дека тој Центар за изгореници современ ќе мора да биде формиран. Од причина што сме го имали. Центарот за изгореници располагаше со најсовремена опрема. Со таква опрема располага клиниката за изгореници, за третман изгореници во Софија, тоа е Пирогов. Располагаат со многу такви легла, тоа се специализирани компјутеризирани клинитронови системи, каде што самите системи создаваат едно совршени микроклиматски услови за третман изгорениците, каде што пациентот ви лежи како во еден бестежински простор на еден песок, односно силиконски куглички, кои што доле имате една плоча каде што може да програмирате температурата, да програмирате аерацијата, да ја програмирате влажноста и автоматски лежи пациентот како во еден котел што врие. И автоматски се губи притисокот на неговото тело. Значи се создаваат максимално, да речеме, совршени услови за третман на изгореници. Најважно од се при постоење на еден центар за изгореници е се стерилните услови кои што тој центар ги овозможува. Стерилните услови во однос на операционата сала кај што тие изгореници се обработуваат, понатаму се преврзуваат, се врши обработка на изгорениците, се врши трансплантација на кожа и така натаму. Исто така многу важно е дека тој центар за изгореници има посебен медицински кадар, посебен докторски тим кој што нема допир со друга патологија. На кој начин се избегнуваат оние интрахоспитални инфекции. Може многу да се зборува на тема, може да се зборува на тема на непостоење на кожна банка, што ја немаме толку години после основно стојување на државата. Ние немавме, во Македонија никогаш не постоела кожна банка, меѓутоа постоеше банка на амнионски мембрани. Тој начин на работа тоа со биолошки преврски, јас ги донесов и колишката анестезиолог со која бевме на една едукација токму во Пирогов во 1994 година, доктор Славица Таче Стојанова. Станува збор за биолошки мембрани кои што се добиваат од плацентите после раѓањето. Значи плацентата фактички се фрла како орган, мада во светот се користат матични клетки и така натаму, со години наназад. Меѓутоа, самата плацента има две обвивки, надворешна хорионска и внатрешна амнионска мембрана. Тоа е како една прозирна ципа
И кога вие ќе излупите од плацентата, таа се обработува, се конзервира, постојат различни начини. Ние тогаш ја конзервиравме по принцип како што ја конзервира во Пирогов. Тогаш работеше на патологија позната патолог доктор Мазгалова многу одамна и во друг центар во Америка. А што понатака со мембраната може да се користи како кога ќе се обработи, да, таа се употребува како што би се употребувала кадаверната кожа, ова што ја немаме. Значи после обработка на изгоренице, таа се поставува одгоре и се однесува како особено поубавиот пол знае како една пилинг маска. Вие кога ќе ја ставите, таа прво е влажна, меѓутоа потоа се суши и кај да речеме изгореници од површен втори или длабок втори степен, после извесен број денови, 7 до 8 дена, едноставно ја лупите. Од доле имате совршено епителизирана нова кожа. Додека ке подлабоките изгореници, таа фактички е само времена, како што би била ова кадаверната кожа. Врши функција и кај изгореници од помал степен и подлабоки изгореници, затоа што кај подлабоките изгореници има особена функција да заштити инвазија, колонизација од бактерии од надворешната средина. Доктор Добрила, каде најблиску на Балканот имаме банка за кожа? Најблиску е во Софија. Во Софија? При мојот престојот со количката која за жал повеќе не е со нас. Бевме во посета на тој центар на ткивни банки, што тие располагаат со банки на сите органи. Срцев мускул, корнеа, арскавица, меѓутоа најмногу работеа со ткивна банка на кожа. И она што сакам да го иницирам, јас го кажав и во една друга прилика, меѓутоа ви благодарам за можноста, дека во нашата програма за трансплантација на органи, и во последната програма за 2024, за 2025 се уште не е донесена, таа е проширена, значи претходно била на срце, на бубрези, срце и коска, сега е проширена уште на крвни садови, за 2024 беше во план, на крвни садови и корнеа, рожница, ето, нели, предниот дел на окото. И молам да во таа програма биде влезена и трансплантација на кадаверна кожа, затоа што никој не може да ме убеди дека ние можеме да имаме неверојатни успеси во трансплантација на другите органи, пред се на бубрези, на срце, слушаме секојдневно на коска, а да немаме можност за кадаверна кожа. Овие пациенти сега што имаат потреба од трансплантација на кожа, од каде ќе им биде донирана? Ќе биде потребно да се контактираат банките или ќе се користи нивна? Овие пациенти што се лекуваат во моментот кај нас, барем од моите информации, не сите имаат екстензивни изгореници, односно немаат сите изгореници над 20%. А тогаш е потребна трансплантација на кожа? Трансплантација на кожа зависи од дебелината на изгорениците, но секако зависи и од површината. Меѓутоа, трансплантацијата е веќе извршена кај изгореници, кај пациенти што слушаме од медиумите на раце и други делови на телото. Таа се врши кога се помали површини и кога пациентот е во добра општа состојба, кожата се зема од друг дел од неговото тело, најчесто од надколениците. Кога станува за поголема површина, трансплантатот може да се земе од неговите родители, браќа, сестри и така натаму. Меѓутоа, сите тие се сепак од времен карактер, како што е времен карактер и кадаверната кожа за која што зборуваме, таа би била како што е амнионот, значи времена преврска. Може да се користат цели парчиња, може да се користат во вид на мрежа, постојат посебни апарати и така натаму, да тоа се развлече. И најново, она што за нас сега е нешто несватливо дека може да го имаме, тоа е култура на кератиноцити, што со веќе десетини години постои во светот. Тоа е кога од самиот пациент се земат мали парченца на кожа и тие се култивираат и понатаму се добиваат, тие се размножуваат кератиноцитите, кои што се основните клетки во кожата и добивате поголеми шнитови и може понатаму да се користи. Ние не сме назад воопшто во однос на лекувањето и тоа мора јавноста да го знае, особено треба да го знаат родителите и блиските на страданите кои што се лекуваат кај нас. Значи имаме одлични докторски тимови, сите клиники за пластична хирургија и во другите клиники каде што се згрижени да бидат спокојни, секако се пружа се и ќе бидат добри.
Меѓутоа, станува збор дека ние мора да имаме центар за изгореници. Што ако утре ви донесат, 4 деца настрадани, примерно некој пожар повторно во некоја игротека, дискотека и така натаму. Второ, нешто може да се случи дома, во домашни услови, во домашни услови. Да, поголем карактер за Центарот за изгореници, како што напоменавте, постоеше 16 години. Во тој период, да не заборавам, и многу битно дека се лекува и се излекува 1316 пациенти. За статистиката ми помогна, бидејќи јас напуштив таму 2013 година, ми помогнаа колишките и тоа е објавено во еден нивен труд. Така, 1316 пациенти се излекувани само во Центарот за изгореници. Така. Од она кое што го споминавте, а кое што не е многу далечно, барем она кое што го знаеме и го имаат во Бугарија, ако ја споминавме и кожната банка и она кое што кај нас треба да постои. Што според вас е досегашното искуство секој за сите врвни професионалци кои што работат во оваа област и кои што би требало да располагаат и со сето тоа, но што е она кое што е пречка, што е она кое што е која е таа обструкција, зошто и покрај затворањето на Центарот за изгореници не се поставува прашањето, односно не се гледаат примерите и знаењето, не се случуваат професионалците за да може да постои кај нас такво нешто? Секогаш се пречка парите, за жал. Она што се обидувавме ние и што се обидува и понатаму се убедуваат колегите, го слушнав скоро и професор Џонов и тој тврди и се надевам и дека другите сите колеги тоа ќе го потврдат и ќе бидат иницијатори за да се формира Центар за изгореници, дека ние мора да имаме Центар за изгореници. Меѓутоа, државата мора да свати дека парите кои што ние сите ги ставаме во фондовската каса, ги штедиме, мора да се одврзе таа каса и да се даде за еден државен центар за третман на изгореници. Во тој период ние не успеавме да го ставиме по државно ниво, односно не успеавме да има посебен буџет за Центарот за изгореници. Тоа е многу скапо лекување. Да. Не можам сега да ви кажам податоци колку чини, меѓутоа знам дека првиот пациент, неговото лекување, пресметките кои ги направивме во 2000 година, тоа беше професионален војник, дека неговото лекување тогаш чинеше 45.000 марки. Ако тогаш чинело неговото лекување толку, тогаш лекување на еден пациент, да речеме со таков тип на изгореници, со толкав екстензитет и така натаму, не може да чини помалку од 200 до 250.000 евра во денешно време, што значи ние како држава прво ќе бидеме недомакини ако ги трошиме парите испраќајќи пациенти надвор. Сега станува збор за нешто друго. Ова е веќе меѓународна помош на високо ниво. Меѓутоа, ние поединечно да испраќаме пациенти надвор, а да го немаме тој центар овде, не знам каде е математиката. Никој не зборува дека не дај Боже во иднина ако се случи некоја таква масовна несреќа, дека повторно не треба да се активираат сите овие механизми. Секоја нормална држава тоа би го направила. Пострашно од ова за да апелите стигнат. Да, меѓутоа треба да размислуваме на такво нешто, не дај Боже на земјотреси, каде што може да настанат пожари и така натаму. И второ, да не забораваме дека главна улога во третманот на изгорениците во почетокот и понатаму сепак имате на анестезиолозите, затоа што кога имате една изгореница која е екстензивна, дали по незината површина или по длабочина, многу е битно почетната терапија во однос на течностите, која што и другата терапија треба да ја примат пациентите. Ако вие таа првачната терапија не ја пружите соодветно, комплетно ви се нарушува целиот организам и доаѓа до страдање на внатрешните органи. Може ли да накратко, бидејќи некако ни помина брзо времето, појасниме што значат надворешни, а што значат внатрешни изгореници, бидејќи со вдишувањето на чад се случува и нешто друго. Дали ако некој преживее во таква ситуација, дали со тие внатрешни изгореници може да се, како тие се третираат и дали може да се живее ако не се од повисок степен? Вака сега морам за друго нешто да објаснам, затоа што ако станува збор за една екстензивна изгореница, да речеме кој што запаќа над 20% од телесната површина или кај деца станува збор за екстензивни, ако се само 10% од телесната површина, тогаш страдаат сите органи.
тога страдаат срцето, страдаат бубрезите, страдаат белите дробови. Така да кажете, кои надворешните изгореници кои што се екстензивни, зафаќаат голема површина, го нарушуваат целиот организам и понатаму настануваат компликации кои што може да доведат до смртен исход. Ова што вие прашувате се однесува на вдишување, тоа токму се случи во несреќата во Кочани. Најголем дел од нив, барем спрема судските властите од судска медицина, колегите од судска медицина настрадале од огушување. При такви пожари, место да се внесува, да се вдишува јаглероден диоксид, се вдишува јаглероден моноксид. Што значи, јаглеродниот моноксид доведува до блокирање комплетно на организмот, на белите дробови, попуштаат белите дробови. Ако вие не дишете, веднаш се онесвестувате, понатаму страда срцето и така натаму. Тоа е тоа што се има случај на овие деца и тие фактички за жал се имат угушено во таа затворена средина, као да се наоѓале во една гасна комора. Морам да го потребам тој грд збор, меѓутоа тоа е причината, барем спрема стручњаците од судска медицина. Скоро имавме за среќа еден млад човек беше вратен од лекување. Дали слушнате како зборуваше тој? Значи, беше комплетно засипнат, што значи комплетно внатрешноста, горните респираторни патишта, долните респираторни патишта биле оштетени. Во тие прилики основно е да се даде кислородна поддршка, понатаму може да се интубираат, нели, за да може да се овозможи нормално дишење, дури е потребно некогаш да се направи и трахеостома за да може директно да се стави тупус. Каков квалитет на живот може да имаат преживеаните? Потребна е долга рехабилитација. Како на пациентите кои што имаат надворешни изгореници, од причина што изгорениците оставаат лузни, контрактури, нефункционални зглобови и така натаму, потребни се повеќе кратни хируршки интервенции, потребна е физикална терапија, потребно е оно што се зборува психолошка поддршка и така натаму. Во однос на респираторните патишта може да останат трајни последици што ќе го инвалидизираат пациентот. Слушнавме во овој период и по некоја добра вест, а тоа е дека пациентите кои што се на лекување, дел од нив кои што се враќаат во нашата земја се во добра и стабилна состојба. Само уште 4 пациенти се за жал критични, како што изјави министерот за здравството Равари. И ако зборуваме за пациентите кои што се во стабилна состојба, ми посакуваме на сите тие кои што се на лекување побрзо опоравување во однос на самиот третман или она кое што исто го потенцираат докторите и вашите колеги е дека она за кое што сега може би требало да се загрижиме, а и малку да позборуваме се сепак оние инфекции, не дај Боже, кои што може да се случат при понатамошно лекување. Кои се тие ризични, да речеме, моменти или што е она кое што би можело да доведе до одредена инфекција, какви најчесто инфекции се случуваат и како да се превенираат, што е најважно? Од тие причини потребно е сериозните изгореници, дали по површина или по длабочина, да се лекуваат во болнички услови. Што значи и дека нивната понатамошна контрола и третман треба да се изведува во специјализирани амбуланти, дали за пластична и реконструктивна хирургија во центри што ги немаме или во амбулантите, поликлиниките, хируршките амбуланти, значи да бидат изведени од стручни лица доека не заврши нивното лекување. Во болнички услови, она што кажавме, специјални стерилни услови. Сите наши здравствени работници знаат да пружат максимална стерилност, меѓутоа станува збор дека самите услови не ни се стерилни. Во домашни услови немојте да се лекувате сами, секогаш побарайте граѓаните нека побараат помош од стручни лица, оставете ги мастите за понатаму кога треба да се третираат лузните и така натаму. Постојат и специјални медикаменти за тој третман, секако ќе добијат совет од нивните доктори или матични лекари. Не дека не постојат и природни препарати за третман на лузни, меѓутоа не и за третман на изгореници. Оставете го тоа за понатамошно лекување. Да, тоа ќе беше и нашето последно прашање, со оглед на тоа што веќе го споменавте, тука ќе и го завршиме разговорот во контекст на кое што и го слушнавме во вестите, во прилогот, токму намен за тоа со препорака и апел да не се избрзува со такви мелеми кои што се нудат и кои што можеби се непроверени и не се стерилни и се што се употребува треба да биде во консултација со доктор, но она што е најважно е дека сите пациенти кои што се на лекување
треба да бидат под лекарски надзор и секој нивни следен чекор се разбира да биде во консултација со доктор. А истовремено веруваме дека овој наш разговор е особено важен за нашите гледачи, првенствено информативно, едукативно, но и во еден ваков период и прилично на некој начин да се почувствуваме сигурно дека навистина пациентите и како што можевме да видиме се и беа во вистински раце. Да, уште еднаш да нагласам, имаме врвни стручњаци по пластична и реконструктивна хирургија, одлични стручњаци односно специјалисти по општа хирургија и сите други. Да не изборувам дека имаме врвни анестезиолози, нека има доверба во здравствените работници пред се. А темата за Центар за изгореници ги молам сите тие колеги кои што особено сега учествуваат во нивното лекување да ја подигнеме на повисоко ниво и да се формира на државно ниво. Се надевам дека нема да чека државата да се случи нешто поустрашно, за да се отвори центарот. Ви благодариме од срце за гостувањето и за убавите и корисни совети кои што ги споделивте во овие навистина важни емотивни моменти за многумина. Куса пауза, веќе Дејан Крлен е во студиото, веќе следниот викенд на 6 април се случува новото издание на трката водно матка за планинско трчање. Малку за поведрите теми во продолжение.